Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани представници на медиумите, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на Општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Росоман, го донесувам следното решение за свикување на 9-та седница на Советот на Општина Росоман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на Општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 11.5.2018 година. 1.1. Предлог решение за давање на согласност на квартален извештај 1 за извршување на буџетот на Општина Росоман за 2018. 1.2. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на Општина Росоман за 2019 година. 1.3. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување во јавното претпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за 2019 година. 1.4. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на водоводна линија во село Сирково за зафаќање вода по природен пат. Втора точка на дневниот ред е предлог извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 11.5.2018 година. 2.1. Предлог решение за именување на членови на Управниот одбор на јавно претпријатие за комунална дејност Росоман. 2.2. Предлог решение за именување на членови на надзорниот одбор на јавно претпријатие за комунална дејност Росоман. Точка 3 од дневниот ред, предлог извештај на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации од одржаната седница на ден 11.5.2018 година. 3.1. Предлог програма за одбележување на фестивалот Духовден фест Праскобер 2018 година. Пред да отворам расправа по дневниот ред, ќе ве замолам прво да отвориме расправа за записникот од минатата 8 седница. Ве молам кој има забелешки на записникот или бара дополнување или измена, да земе збор. Повелете ме се. Почитувани дами и господа, сега почитувани медиуми, ретко употребувам зборот, но добро. Забелешка на записникот, односно врз основа на записникот, ќе се базирам врз основа на записникот, каде што по точката предлог одлуки и заклучоци во однос на поднесени барања на правни и физички лица од претходната седница, беше донесен заклучок, значи во однос на барањето од страна на музичката група Ретурн од Росоман, беше донесен заклучок барањето да се одложи за наредната седница со 8 гласа за и 1 воздржан. Не знам зошто преседавачот на Советот овака донесениот заклучок со констатација дека треба да се стави ова точка на дневен ред на оваа седница, не е ставен, така да во надополнувањето, односно при прашањето за надополнување на дневниот ред на оваа седница, ќе го доставам и ова, мислам ќе го доставам оваа барање како точка на дневен ред. Благодарам. Едно кратко надополнување. Записникот беше ставен на усвојување од минатата седница. А ако веќе мислиш дека треба да се додаде на дневниот ред таа точка, тогаш тоа можеме во дневниот ред. Сега записникот од минатата 8 седница е ставен на гласање. Ве молам кој е за усвојување на записникот. Констатирам дека записникот од одржаната 8 седница на 34.2018 година е усвоен едногласно. Отварам расправа за дневниот ред. Дали некој бара збор? Дополнување или повеќе нас?
Добре, морете имаме дека. Штовани дами и господа, како што реков и претходно, се базирам врз основа на записникот од претходната седница и врз основа на овој записник барам точката, значи 1.2, предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росоман за 2019 година да се иземе од дневниот ред, с оглед на тоа дека по истата точка беше разговарано, односно одлучувано на минатата седница и истото предлог решение не беше усвоено. Исто така, значи и предлог одлуката за давање на согласност на годишниот план за вработување на ЈПГД Росоман од Росоман за 2019 година, исто и ова точка да биде иземена од дневен ред. Исто така, со оглед на тоа дека за истата точка беше дискутирано на претходната седница и истата точка, односно не беше донесено решение, значи позитивно решение по ова точка. Сметам дека е малку несериозно, значи за неполни 15 дена истите предлог програми неизменети да бидат ставени повторно на дневен ред, нешто доаѓам до заклучок дека овдека некој сака да изврши влијание врз советниците, се со цел ваквиот непродуктивен план, односно ваквите непродуктивни планови да бидат протуркани. Понатаму истото ќе го кажам со што се подкрепувам и кога ќе дојде точката за дискутирање за кварталниот извештај за првиот квартал од 2018 година, а како точка на дополнување ќе го ставам, значи, предлог, односно барањето од страна на музичката група Ретурн, со што барам да се донесе заклучок, позитивен заклучок за исплата на финансиски средства за таа нивна намена за кој тие бараат, со што, за да ги подкрепиле истото барање, во моментов можеме да му да ги ангажираме со оглед на тоа дека ни престојат активности околу духовден прасковер, за се со цел да ги оправдаме тие финансиски средства. Сметам дека доколку беше тука групата Еригон, ако се вратиме од некое постаро време, мислам сега чепнав во чувствата на некои од постарите генерации, едногласно тука ќе беше тоа кренато и врева и дилема. Сметам дека, значи, не треба да ги занемариме овие дечки и како ни се од полза. Ова општина е формирана за сите жители на општина Росоман и за овие млади. Барам ова точка да се стави на дневен ред и да ја поддржите. Благодарам. Веќе никој не бара збор, го затварам претресот по дневниот ред и предлозите ги ставам на гласање. Кој е за иземање на точката за предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росоман за 2019 година од дневниот ред? Кој е за да се иземе точката од дневниот ред? Точката за вработување, да нема забуни. Кој е за да се иземе точката од дневниот ред? Зошто не го ставиш вака предложение од записник на гласање, ако го усвоиме, што ќе предлагаме други точки? Не, има предлог за измена на дневниот ред. Другиот дневен ред не го споре, значи има предлог. Има предлог за измена на дневниот ред. Значи, повторно, кој е да се иземе точката за годишниот план за вработување на општина Росоман за 2019 година? Против? Воздржани? Маца? Против си го разима. Против да се одземе. Против да се одземе точката. Кој е против да се иземе точка? Констатирам дека предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росоман за 2019 година останува на дневен ред. Вториот предлог. Колегата Атанас Стојанов даде предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување на јавно предпријатие за комунална дејност Росоман за 2019 година да се иземе од
Ве молам кој е за да се иземе точката од дневниот ред? 4 за. Против? Зашо беше? За За комунално. на комуналното годишното. Годишниот план за комуналното. Кој е против? 5. И предлог дополнување на дневниот ред Констатира. врз основа на барањето од страна констатирам дека Советот Останува точката. не го одобри иземањето на точката од дневниот ред и во однос на третиот предлог на колегата Атанас Стојанов, во однос на барањето од страна на музичката група Ретурно Дросман, да се стави на дневен ред за повторно разгледување на нивното барање од минатата седмица. Кој е за да се надополни дневниот ред со оваа точка? Седум. Против? Воздржани? Констатирам дека Советот донесе одлука. Констатирам дека Советот ја усвои предлогот на Атанас Стојанов врз основа на барањето на музичката група Ретур. Образложение ќе дадеме, значи, во претходниот, мислам, во следната дискусија, како да го направиме, да ги ангажираме лицата и да... Тоа кој ќе даде точката на дневен ред. Предлагам оваа точка да биде ставена како последна точка на дневниот ред. Да, четврта точка. Го ставам дневниот ред на гласање. Ве молам кој е за. Не се. Да, и така, и така. Добре, ајде. Ајде да кажем за... Уште еднаш, кој е за? Едногласно. Констатирам дека Советот усвои дневниот ред едногласно. Со 9 гласа за. Прва точка на дневниот ред, предлог е измештен на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 11.5.2018 година. Помолам председател на Комисијата да Добар ден, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медуми. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 25.1.2018 година до Советот на општина Росуван го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена и градоначалникот на општина Росуван и раководителот на оделението за финансии во општина Росуван. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 4 точки. Прва точка. Во однос на првата точка од дневен ред, разгледување на квартален извештај 1 за извршување на буџет на општина Росуман за 2018 година, подадено појаснување од страна на раководителот на оделението за финансии во однос на ставките од приходниот и расходниот дел и одредени појаснувања од страна на градоначалникот на општина Росуман. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на кварталниот извештај 1 за извршување на буџет на општина Росуман за 2018 година, во форма како што е доставен до членовите на Советот. Во однос на втората точка од дневниот ред, разгледување на годишниот план за вработување во општина Росуман за 2019 година. По спроведената расправа со 1 глас за давање согласност на планот и 2 воздржани, членовите на комисијата предлагаат Советот да донесе соодветна одлука за оваа точка. Во однос на третата точка од дневниот ред, разгледување на годишен план за вработување на ЈПКД Росуман од Росуман за 2019 година, по спроведената расправа со 1 глас за давање согласност на планот и 2 воздржани, членовите на комисијата предлагаат Советот да донесе соодветна одлука за оваа точка.
Во однос на четвртата точка од дневниот ред, разгледување на барање на ЈПКД Росоман за одобрување на финансиски средства за изградба на водоводна линија во село Сирково за зафаќање на вода по природен пат. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за зазеде став со која предлага Советот да донесе одлука за одобрување на износ од 200.000 денари во однос на поднесеното барање. Комисијата предлага Советот на општина Росоман да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Не одиш. Не одиш. И кога не планираш да дебатираш на седница, испаѓа дека повторно некој ќе ти даде повод со нешто и да, нели, не испаѓа она како што планираш. Почитувани, накратко, значи, ќе се осврнам, односно ќе се базирам на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Росоман за периодот 1.1.2018 до 31.3.2018, поточно на тековно оперативниот биланс и на капиталниот биланс. Ако погледнеме, значи, во планот, односно во реализацијата за први квартал, ќе видиме дека вкупно тековните оперативни приходи, значи, за овој квартал, дока и негде задоволуваат, меѓутоа, со исто темпо ги пратат тука, значи, вкупно тековно оперативните расходи, односно, кога ќе се освртнам во понатамо, значи, поставки, ќе видиме дека доколку, значи, гледаме во дадени позиции, расходите во тој дел стојат се уште нула, а имаме обврска према дадени, да речеме, еве конкретно према комуналното водовод и канализација и ред други ставки кои што ниту една сметка не е платена. Доколку, значи, тие заостанати сметки се стават во ова ставка, значи овдека, ќе видиме дека вкупно тековните оперативни расходи ќе ги надминат, значи реално ќе надминат пред вкупно тековно оперативните приходи. И тука што е позагрижувачко, каде што смислата и суштината на општината се базира на овој капитален биланс, односно поставката, значи вкупни капитални приходи не задоволуваат 736.075, не знам зошто е тоа така, меѓутоа пак и вкупно капиталните расходи па изнесуваат, значи, многу минимални, значи никаква активност во општината за овој квартал не е направена. Значи, општината наместо да напредува во тој период, значи, стагнира. Тоа се показателите. И сега, ако гледаме, значи, во планот, дека вкупно тековните оперативни приходи изнесува, мислам, треба да изнесат, планирано, 28.707.911, а вкупно тековно оперативните расходи треба да изнесат 21.077.400. Ке видиме дека вкупно оперативните приходи ќе треба да останат над 7 милиони, 7-8 милиони и фактички може да бидат пренаменети во капиталните расходи. Ние сега, во овој момент, како што гледаме со овакви показатели, ако одиме со ова темпо, значи, нека имаме, значи, нека ги можеме да ги задоволиме оперативните трошоци. А камоли пак да ни останат средства за капитални расходи. И сега, како што и претходно кажав, ако ги надоврзиме и оној, значи, неизменет гломазен план за вработување, значи, тогаш ќе имаме обратна насока. Наместо дел од оперативните приходи да ги намениме во капитални расходи, ќе треба од капиталните расходи да пренамениме во оперативните трошоци. Мислам, на Јованче му е повеќе познато
машинството, меѓутоа економијата има една подруга тежина и затоа, почитувани советници, некој ќе рече дека Атанас, некој вели дека Атанас ги врте одлуките онака како што него му одговарат. Не бе, луѓе. Атанас дебатира онака како што треба да биде. Значи, оваа општина, пак ќе кажем овдека, дека треба да се осврне на овој втор дел, каде што ќе имаме капитални инвестиции. Со тоа ќе го подобриме животот на граѓаните овдека во општина Росома, ќе бидат задоволни, ќе живеат во една поубава средина со сите потрепштини кои што му се. За сега толку. Благодарам. Дали некој друг разбор? Добре, така. Сакам да кажам, значи тоа ќе биде ретроактивно ќе биде надал. Слемо за правотуване. Добре, стани дебати, бе. Стани веројатно кажи. Нема, не благодари кажеш. Не кажа во значи Дали некој друг разбор? Има. Бидејќи никој не ба разбор. Почитувани советници, почитувани медиуми, јас само краток ќе бидам. Оваа забелешка што ја даде Атанас во однос на капитални расходи, точно 290.000 денари, тоа е така, стои. Меѓутоа, ако очекувавте вие дека јас кога ќе дојдам дека првиот месец ќе направам такви капитални расходи за да може да се поклопат според планот, тогаш сте грешка. Меѓутоа, овие луѓе, тука сега што ги гледате присутни од медиумите, пред малку беа присутни, за кои што информации и Јованче, кој што беше присутен на минатата комисија, за жал Атанас ти не беше на комисиите присутен, да ги слушнеш информациите за кои што јас ги поделих со советниците, именно станува збор за отпочнување на активностите во врска со решавање на инфраструктурните проблеми. Односно, денеска, односно вчера го објавивме тендерот за изградба и реконструкција на патишта и улици на општина Росуман во висина од 3 милиони денари, согласно програмата која што ја донесовме со буџетот. Станува збор за изградба на улици низ сите населени места, туку речи, во висина од 3 милиони денари. Дополнително, во наредниот период, не можеме да кажеме дали ќе биде за месец ден или два, имаме на располагање уште доста средства, односно сите оние апликации на кои што учествувавме, добивме, на сите добивме, така да можеме преку бројки да ви ги изразам, за развој на села преку Биро за регионален развој, околу 500.000 денари, односно 495.600 за изработка на техничка документација. Тоа на што зборев јас на почетокот, дека нема да влегувам во реализација на проекти без претходно изработени проекти. Оваа се средства кои се добиени за изработка на проекти за изградба на улици до 2,5 километри. Дополнително учествувавме на тендер за исто така преку Биро за регионален развој, за специфични потреби, каде добивме 2 милиона денари. Тоа е за реализација на, односно завршување на локалниот пат Камендол-Мрзен. Тоа е патот кој што е почнат и не е реализиран пред околу не знам колку години. И уште неколку други работи, средства од околу 3 милиона денари, кои во наредниот период ќе ги реализираме преку нашиот партнер, Вардарски плански регион, за изградба на крак од атмосферска канализација. Ова сето што го зборувам се факти, односно добиени веќе апликации, добиени веќе средства, кои што ние со понатамошните наши активности треба да ги реализираме. И преку Министерството за животна средина, оноа што ни се јавува во Росоман конкретно како еден од поголемите проблеми, добивме средства за изработка на проект за местноста наречена Блато. Тоа е во врска преку македонските институции кои што ги добивме и од 5. мај
Од 5. мај добивме, односно влеговме веќе во реализација на ИПА проектот преку Вински пат за реконструкција и санација на старото училиште во висина од 220.000 евра, односно околу 15 милиона денари. Тоа се тие активности, тоа се само дел од тие активности, иако имаме се уште и проекти кои што аплицираме. Не би ја сакал да ја кажам сумата, се додека не ги реализираме, оваа се средства кои се реални, кои ни стојат на располагање да ги реализираме. За друго не би сакал да коментирам. Дали некој друг разлог? Бидејќи никој не ба разлог, го затворам претресот по оваа точка и сте ставаме да гласаме. Ве молам кој е за усвојување на кварталниот извештај за првото тримесечие. За 2018. Кој е за усвојување на кварталниот извештај? За. Кој е против? Воздржани? Против нема воздржани лица. 3. Отварам расправа однос на точка 1.2. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росмар за 2019 година. Точка 2. Не, на општина Росмар 2019. 1-2. Дали некој ба разлог? Во врска со годишниот план за вработување за 2019 година, точно е дека минатата седница беше доставена и точно е дека не помина. Јас се одлучив овој пат повторно да ја ставам на усвојување, со надеж дека вие имате можеби малку поразлично размислување, бидејќи не се работи за Бранко, него се работи за општина Росоман, односно за растење и јакнење на потенцијалот на општината. Имено, општина Росоман, знаете сами, има вработено 9 милиона. За споредба само ќе ви кажам, општина Градско има 22 или 23, општина Демиркапија има 40. Ние не стремиме кон толкава екстремна бројка, стремиме кон една функционална бројка, а бидејќи јас откако дојдов се соочувам со проблеми во делот на изработка на проекти, изработка на апликации, пребукирање на обврските на сметководителот, неговото, да речеме, неговата близина на одење на заминување во пензија, тоа се само 3-4 години. Истовремено на позицијата на раководител на оделението за правни работи, ние потребно е да ангажираме млади кадри, кои ќе се учат, ќе се обучат и кога ќе дојде редот да ги преземат тие обврски, бидат спремни успешно да ги завршат тие обврски. Точно е дека во почеток буџетот би бил нешто оптеретен, меѓутоа ако сакаме да бидеме спремни, после завршувањето на работните обврски на овие двајца, мораме да имаме спремно луѓе кои тоа ќе го завршат. Дополнително на ова, сакам да кажам и една друга работа. Се лутиме што младите ни одат настрана од Македонија. А ние имаме тука шанса да вработиме низ општина Росоман 4 правници. Ние едниот правник го вработивме во комунално оделение како општ работник. И сега да не му дадиме шанса на тој правник да се афирмира, да се докаже дали е спремен или не е спремен да работи. Немаме информатичар, немаме архитект, немаме градежен инженер,
Дали вие сметате дека без таков кадар ние можеме да одиме напред? Ако сметате дека можеме да одиме напред, повелете, гласајте тука како што ќе гласате, граѓаните сами ќе одлучат дали сте биле во право или не. Ке ме обрсли почитуваниот градоначалник. Малку говорот ми личеше демагоги. Значи, демагогиите треба да се отфрлат настрана, реалноста треба да биде сосема нешто друго. Ќе бидам несериозен ако не го кажам истото. Меѓутоа, градоначалникот покуша да долови некои работи и да потенцира поединци не во насока на струката, него во насока на личностите, каде што сега ме става во позиција за дадена личност, значи овдека, сега јас да го сменам мислењето. Но и понатамо ќе останам на истото. Го ценам почитуваниот. Значи и во секое време ќе гласам кога ќе дојде време за такво работно место. Сега нити имаме упразнето работно место, нигде во праксата не може да се случи двајца на исто работно место, немаш потреба. Каде? Покажите ми еден пример. Значи, или има таму, како се вика тие звања ваши административни, советник, виш советник, ваков таков, нема двајца виши во едно сопче, во едно оделение, како што е оделението вакво или такво во општина Росома. Абе, немојте, луѓе, немојте овде каде демагоги да кажуваме, аха, ние децата ни одат, овие ни одат, оние ни одат. Абе, таа проблематика е широка, обшествена проблематика, каде што владата треба да ја решава. Ние ли без општина Росома ќе решиме овдека, двајца ќе вработиме? Па затоа ви кажав, ако е потребно, ставите, изменете го тој план, ставите двајца, тројца, немој да ставате 8. Што сакаме да направиме овдека? Па ја ке дадам предлог, дај да вработиме 50. Ке ти најдам и правници, економисти, архитекти. Абе, немојте малку да бидеме сериозни овдека. Дај да видиме колку ни е чергичето, кој органот, колку да си пуштиме нозите, зборуваме. Ама ако овие сега од озгора, од што ги спомнавте, ако не се одобрени средства, како ќе се отчетите? Како ќе покажете капитални инвестиции овдека? Со кои средства? Значи, ја претходно зборував во кварталниот извештај како треба да одат работите. Сепак, повикувам овдека на сериозност. Јас знам дека вие сакате да удоволите на поединци. Може да сум грешка и ако сум гласал, точно гласав за вас, може да сум грешка, ама нема да грешам втор пат, трет пат, овдека сега да поддржувам нешто што не е издржано. И затоа да не дојдевме до ова дебата и до ова сега луѓето тамо ќе мислат дека Ацо е против нив, а Ацо всушност, односно Атанас, всушност ги застапува, значи овдека работите како што треба да стојат. Се сочувствувате, дали се сочувствувате за тие млади затоа што гласаа за вас, за што? Да. Па ако е така, дај да видиме 50, да донесеме, се согласувате 50, ја 50 би вработил овдека. Дај улиците да нема трева ондека, дај ба рече, ја така повеќе би вработил, треба да нема береги на улицата, на асфалтот треба никна ке школото, минете, видите. Дај би комуналното малко нека се разработи, нека се растрча, бе, камче се нема поместено. Луѓе. Зашо гласав ја, бе, мајко? Каква промена, бе, гласав? Реков, значи, ако се сеќавате, ако се сретна, значи ви честитам, но реков дека ќе бидам и критичен во ситуација ако не се работи. И немој да ми замерувате ако сега вака постапив. Напротив, треба да размислите зошто Атанас овака збори, значи. Ви реков, коригирайте го, ставите тој план, нека биде двајца. Колку што има потреба, реална потреба. Немој сега да кажуваме дека ние ке сме имале стручна, ваква, таква, кod другите да пасат треба. Безстручноста се одразува, значи ти имаш начини, механизми како да провериш еден интервјуа, секој одел. Па еве тргнем од син ми Стефан, од Јованче. Колку работи смени Јованче? 3-4. Па така ли тебе отиде ти тамо и тие те спрема од почеток ти дава со... Абе тие сакат кадар овдека. Да ни бегале луѓето, да не ни бегале луѓето. Значи, ние не можеме да размислуваме, тоа е глобален проблем, општествен проблем. Тоа е
на државата проблем за тоа што не е на општината овдека. Колку ние можеме да помогнеме? Ние сме на капка во морето. Барам, значи, не го поддржувам овој план со оглед на тоа дека не се изема како точка од дневен ред, се со цел да избегнеме од ваквите препукувања. Мислам, не беа потребни, но веќе кога нели остана точката на дневен ред, треба да им се појасни на граѓаните. Не можеме да ја доведеме општината во ситуација само да работи за администрација. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, но овој совет не планирав да дебатирам, но бев на некој начин испровоциран и така да ќе ги повторам можеби некои мои ставови од минатата седница. Односот на градоначалникот за неговото излагање беше малку му забиле контекстот, не беше транспарентно според мене и затоа станав да дебатирам, тоест да му реплицирам. Значи, оваа институција, Општина Росоман, треба да негуваме и Советот на Општина Росоман и градоначалникот на Општина Росоман. Упорно ни го убацувате овој предлог план за вработување и ако се сеќате, минатата седница, ќе се повторам со Атанас, дека и јас бев за ангажирање на 2 или на 3 лица, колку што е потребно. Да не се лажеме дека оваа општина и треба многу повеќе вработување, како што ви се предвидени вас, и дека ќе функционира многу повеќе, а навраќајќи се наназад да видиме дека години наназад буџетот на општина Росоман е тој. Без разлика дали е ВМРО на власт, дали е СДСМ на власт. Значи, изминатите 8 години буџетот на општина Росоман можеби беше од 18 милиона, се крена на некои 35 до 40 милиона денари, каде што гледам и за 2018 буџетот на општината е толку колку што е во претходната година и не гледам дека треба да се ангажира многу повеќе лица за да се задоволат некои капитални инвестиции. Не критикувам за тоа што вие овие 4 месеци немате, например, изградено, вие сте нов градоначалник, затоа и не упатувам ни за критики. Но бидете сигурни, ако се продолжи со ова темпо и овие ветувања, ако се лажни, значи следните месеци критиките ќе се зголемуваат и повеќе и повеќе и повеќе. Затоа што јас сум научен да работам, да спроведаме проекти, капитални проекти. Минатиот пат кажав на седницата дека треба еден градежен инженер, реков и можеби 2 унапредувања во нашата општина, ништо повеќе. И затоа гласав воздржан во првата точка, тоест кварталниот извештај на буџетот на општина Росоман, затоа што во него имаме предвидено 16 милиони и 850 илјади денари за тековната година. И заради тоа што не го поддржувам новото вработување и затоа гласав и воздржан. А градоначалник за тоа што ни бега младината, значи вие во предизборната кампања многу јасно ветивте на сите граѓани во Република Македонија дека вие имате механизам да го спречете тоа иселување од 660.000 кажано од вашата политичка партија. Еве вие, значи вашата политичка партија СДСМ е веќе 1 година на власт, каде што тоа иселување на младите лица е се повеќе и повеќе. Значи вие предонесовте со забрзано темпо иселување, затоа што младината ги види вашите лажни ветувања. На глобално ниво, на ниво на Република Македонија. И сега вие кажувате дека дајте луѓе да гласаме да вработиме 8 лицата да не избегаат. А од овие 8 лица, вас што ви се предвидени, се 4 или 5 четворите интелектуалци, останатите се со средно образование. Значи една институција, за да оде напред, треба интелектуалци. Докажани во нивната професија. Со искуство. Така да, уште една ще бидам против ова вработување и минатата седница бев против и ова седница ќе гласам против. Благодарам.
Сакаме да се прошири работата на општината, но не сакаме да го зголемиме бројот на вработените. Па за да завршиме некоја работа, мора некои луѓе да бркаат таа работа, колеги советници. Дали тие луѓе биле високо образовани и професионални, тоа се гледа од нас. Ние имаме претходно вработување две и тие двајца ја оставивме целата тежина во општината на тие двајца луѓе. Кој кадар вие го донесовте во 10 години, колега Јованче, во општината? И сега кажува да ние каков кадар ќе донесеме. И не значи дека ако предвидиме во 2019 година дека ќе примиме 8 луѓе, дека ние сите мораме да ги запослиме 8. Според потребите така и ќе вработуваме. Не знам зошто сте против да примиме луѓе. Викате државата да го реши проблемот. Па ние сме државата, народот, општините, тоа е се државата, господи. Не е државата само во Скопје и во министерството таму. Отворете ги малку вратите на оваа општина за сите граѓани на општина Росо. Не може, не е така колега Атанас. Кесето отворете го вие само за... Па зошто да не го отвориме кесето? Секој што ќе дојде овде требе, нема таа администрација ќе донесе и пари и работа за оваа општина. Зошто да не? Гледам колку. Сега гледате и предходно некој од вас го поддржаа тоа, гледам колку што ги примивме предходно тие стручни лица. Тогаш молчевме и ќутивме некој. Да. А сега упорно ќе бидеме против да донесеме некои стручни лица. Не знам како ќе продолжиме вака со работа. Ова општина не е на тие 9 луѓе само тука што влегле еднаш пред 10 години или 20, дојдоа до пензија и исто претходниот градоначалник за 2018 не предвидел ни едно вработување општина Росово. Па општина Росово не е само на градоначалник. Тука треба да влезат и други лица. Тој што ќе се запосли во општина Росово ќе мисли за општина Росово, ќе доприносе за оваа општина. Кој ќе изработува проекти? Двајца едно до друго да ги ставиме. Ќе го молам Радко да излезе на говорници и да каже колку обврски има во општина Росово. Оставено на двајца луѓе се да решаваат во општина Росово. Па компјутери да се ќе блокира. Да спремаме плата во градинка, да спремаме плата во школа, да спремаме плата во општина, сметки, давачки, зимачки, се на двајца луѓе оставено. И да функционира општината да одиме напред. Па не може да одиме напред така. Рековме, погледај да околу дека сите имаат по 15-20 вработувања, ние со 9 вработени во општината и сакаме да одиме напред. Буџетот е толку. Буџетот ќе се повторува нон-стоп, тие луѓе не можат да донесат повеќе средства за оваа општина. Кога ќе имаме нови луѓе, нови проекти, ќе се зголеми и буџет и се. Ќе тргне работата понапред. Мораме да тргнеме од една точка, не може да стоиме во исто место со исти луѓе и со исти проекти. Благодарам. Заради тоа што беше спомната моето име од колегата Јовица. Јовица, значи, зошто не предвидивте, например, буџет, кога во јануари месец го носевме нацрт буџетот, зошто тогаш не предвидите да буџетот да биде 50 милиона, заради тоа што на сцена дојде вашата политичка партија, и врз основа на тие 50 милиона денари, например, нов буџет, надежен буџет на општина Росоман, да предвидиме нови вработувања. Вие работите, ги испроведувате обратно пропорционално, се вика тоа. Истиот буџет, истите ангажмани на луѓето, а плюс 9, плюс 8 луѓе там ангажира. Па ние рековме да, сме за нови вработувања. Тоа за ова година, заради тоа што буџетот е толку колку што беше изминатите години, доволно се 2 или 3 нови лица. Не може истиот буџет 8 дополнителни луѓе. Дај Боже 2019 година да донесете нови инвестиции, нови капитални инвестиции во општината, да го зголемите буџетот на 60-70 милиона денари. Ето тогаш ние на нацрт буџетот ќе кажеме сега треба нови лица во општината, ангажирани нови лица. А на оваков буџет приказки да кажувате тука на говорница, дека овие луѓе биле многу, дека не може да донесат инвестиции. Инвестициите се носат од државно ниво.
од централната власт. А ние се уште немаме некоја видена нова инвестиција. Благодарам. Почитувани, значи јас и во претходниот мандат го зборував тоа. И добро е што во тој мандат имавме буџети со добра кондиција. Но колку ефикасно беа искористени, тогаш значи упатував низ за критика и не бев задоволен значи од реализацијата на тие буџети, бидејќи и тогаш констатирав дека тие не се развојни. Значи сега кога ќе дојде значи завршната сметка, ќе видиме дека буџетот ќе опадне со 10 до 15%, планираното нема да се значи да се остварат приходите. А ние значи ќе планираме, односно сакаме за во иднина да вработуваме, значи. Јовица каже овде дека луѓе ние планираме, тоа не мора да биде реализирано. Абе ти дај ми мене нешто врака. Така се вели тоа. Аламе дај ми. А ламето после ништо живо не го созбива. После ја ќе си правам како што сакам. Така вие правите. Затоа не ви даваме. Значи кога ќе имате развоен буџет, кога ќе се на повидок нови приходи, не знамо што. Гледам дека ви се зголемуваат концесионерите за експлоатација на минерални суровини, а цифрите стојат исти таму. Ги проверивте ли, ги исконтролиравте ли, што му направивте? Или му прогледувате? Зборувавме овде дека експлоатацијата на песок прекриена вамо таму, не видов дека се подобруват приходите од сето тоа. Имавме пресови, држевме таму, сето тоа ми е евидентирано, значи ја не зборувам напамет. Или пак ни пуштија во изборната кампања, кај јас обе никој не пушти. Никој кај мене не пушти, и затоа вака се однесувам. Кај вас сигурно што се однесувате вака, сигурно некој си земавте градба, мадба, вамо пари и затоа не реагирате. Пред тоа бевте бучни, пресови на мостот, експлоатација на песокот, во ова ја краде, оно ја краде. Не да видиме кој ја краде, ако го краде тие да го затвориме, а ако ова ја краде, дај да видиме да го накалемиме, малце си плати глоба и плюс за експлоатирана минерална суровина да се зголеми ставката на приход таму. На кои основи вие ќе кажете сега дека ќе имате дополнителни средства за ние да можеме, односно да имаме развојно, па да планираме за развојно и кадри? Значи, и сепак, уште еднаш ќе повторам дека не сум, значи пак давам некој изим за еден одреден број кои што се неопходни, значи. Меѓутоа, за овакво гломазно нешто, за да си ги задоволите вие, значи, тие обеќања претходни како били и така натаму, значи, не можам да дадам поддршка, сметам дека и вие самите треба да се преиспитате за она што сте го зацртале како вакво. Благодарам. Веќе никој не бара збор, го заклучувам претресот по оваа точка и сета ја ставам за гласање. Ме молам кој е за усвојување на годишниот план за вработување на општина Росма за 2019 година да крене рака. 3. Кој е против? 5. Воздржани? 1. Констатирам дека Советот не даде согласност за усвојување на годишниот план за вработување на општина Росма за 2019. 1.3. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на јавно предпријатие кое не заговорава дејност Росма за 2019 година. Отварам претрес по оваа точка. Да молам кој има збор. Излези. Тоа е дискутирано, но пак. Добар ден, почитуван градоначалник, почитувани советници и почитувани медиуми. Доставен е истиот план за вработување за 2019 година за јавно комунално предпријатие Росоман од Росоман од причини што
например, тоа е само предвиден план за 2019 година, испрема финансиските можности и финансиската способност на предпријатието во таа наредна година, така ќе следуваат, например, и вработувањата. Како што реков и на минатата седмица, ако има нови возила за износ на смет, ако има услуга на другите населени места во општина Росоман, ќе има потреба од вработување на општи работници. Во поглед на администрацијата, ќе има потреба од вработување ако се створат тие услови финансиски за вработување. Наведени се тројца за во администрација, оти, например, не се знае во наредна 2019 година од кој профил ќе има потреба од вработување. Значи, ако е наведена цифрата да има потреба од толку вработување, не значи да во наредна година ќе се вработи некој. Одговорно тврдам, никој не му е речено на некој дека ќе биде вработен, и тоа е само план што се доставува до, например, Министерството за информатичко општество, и после наредна 2020 година треба ние да дајме, например, проценка на извршење на реализираниот план за вработување во 2019 година од страна на комуналното предпријатие. Значи, може да, ако биде све во ред 2019 година, да има вработување, може да се случи да нема вработување. Ќе покаже времето. А што има потреба, например, од некој вработување, има потреба. Бројката што е наведена во самиот план не е таа фиксна и дека таа толку мора да се вработат. Да го сватите тој план така, например, сако некоја, например, можност да во 2019 година ако комуналното предпријатие е способно финансиски и со сите, например, други работи, да обезбеди некој ново вработување за поквалитетно извршување на работните задачи по основната дејност што му предстојат на комуналното предпријатие. За тоа е поднесен тако предвиден годишен план. А друго, например, да се погодуваат вакви такви работи, не знам, пропусти во работењето и во вработувањето се имало, ама, например, нема ништо планирано претходно, кој во 2019 година би можел да биде вработен. Општи работници ќе има, ако има нови возила, ако не, нема ништо. Ќе има во администрација вработување, ако се јави потреба, ако се има финансиски средства. Тоа имам да ви кажам, благодарам на слушувањето. Дали имате друго разбор? Дискусијата е како копија, истата реторика, значи во потполност останувам на ставот од минатиот пат. Вие како фирма работевте, односно како предпријатие работевте со загуби во изминатиот период. Ни оддалеку не покажавте некои посебни резултати каде што нешто оди во нагорна линија. Имате превработување таму и јас би препорачал прво да си ги средите редовите со постоечките. Имате многу шпартачи, под теркот на Евана имаше многу кои што читаа броила, па сега испадна дека еден ги чита сите села и цел град. И ефикасно оди работата. Значи така ќе направите и вие. Внатрешна распоредување ќе направите, значи онака како што треба, па после ние ќе видиме, ќе констатираме овдека, значи како ќе се одвиват работите. Оти во наредната седница ќе поднесам предлог одлука за отпишување, значи тој долг на белегите да не стои за останат долг, бидејќи се манипулира со граѓаните. Значи, правната основа сте ја изгубиле, и тој долг за останат не сте го наплатиле тамо според законот, нели како се за облигациони односи колку застаруваат тие. И следниот пат, значи не сакам тоа да му представува терет и стрес на граѓаните. Значи, предлог одлука ќе биде поднесен од моја страна, тоа да се разбриши, да не стои на белегите, а сметам дека новиот управен одбор ќе го поддржи тоа како такво, бидејќи имаме еве сега нови, да кажеме браво и за управниот одбор, што ќе го поддржиме сега во следниот, нели, на следната точка. Ќе бидам против овој план, пак ќе кажам, планот е инструмент во раците. Тој кога го имаш и го употребуваш. Затоа, подобро да го немате, него ли да го злоупотребите. Благодарам. Почитуван веде директор на јавното комунално предпријатие, не можам да ве сватам зошто управно две седници едно по друго ни ја наметнувате оваа систематизација која во минатата седница најде напротив, тоест не помина. Истото и градоначалникот се обиди на некој начин. Не знам која беше вашата цел дека повторно ставање на оваа седница дека ќе добиете поддршка.
Во соседна Република Србија има една поговорка, тражим посao, боја да го не наđem, така да и вие кога понесувате како менаџер на таа функција, тој ВД директор на јавното комунално предпријатие, треба да сте убедени во она што ни го презентирате на советниците. Вие идете тука, може да биде и може и да не биде. Па или треба или не треба. Ако треба, ќе пишеш таму 8 и планирам да го спроведам тоа со толку нови вработини. Значи, минатиот пат имаше критики, многу критики за вашето работење и за вашето ангажирање на нови лица и упорно ни го наметнувате истото. Че ве молам, овој предлог, план за вработување повеќе на наредната седница да не поминува, да не дојде на совет. Значи, вие не сте спремни да го направите буџетот, тоест предлог вработување за 2018 година. Кога ќе покажете резултати, ние радо би ви даде подршка за нови вработувања. А со ваквото темпо, против. Значи, од ова говорница кажувам дека ќе бидам против ангажирање на нови лица во јавното комунално предпријатие. Фала. Мораме да бидеме против вработување на нови лица, прибидејќи ни е страф на постоечките што се вработени од вашата власт, ќе му се загрозат работните места шетачи низ селото. Го сваќам тоа, во право сте. Точно ќе ми одговорите, господин. Но комуналното 10 години работеше под ваши ингеренции и луѓето седеа и ништо не мрдаа со прст. И сега сте против да вработиме нови, ве страф немој да му го загрозиме работното место на шетачите низ село. Ние гарантираме да ги примеме одговорни лица што ќе се вршат нивната работа. Јас и на претходниот градоначалник 10 пати му укажам. Вие за нешто незапослено унапред предвидувате што ќе се деси и какви луѓе ќе вработи. А вие ги имавте такви вработени и никогаш не излеговте одговорница да ги критикувате. Него напротив го поддржававте градоначалникот за тие лица да шетаат уште со него низ село и по планините. И сега ви е страф тие лица да не го изгубат работното место. Затоа сте против и за вработување во комуналното и за вработување во општината. Но не сте ми вие така чудни. Чудни се некои тука што гласаат против вработување, а луѓето ги скршија нозите за нив трчаа на избори за да дојдат на ова место да седнат. Знам дека вие ќе бидете против. Прибидејќи не ви го даде мнозинството ваш глас. Но на тие што му го даде гласот, не знам како не му е срам да погледнат во камера и да ги изневеруваат тие луѓе што гласаат за нив. Тоа не ми е јасно. Благодарам. Да се дешифрира за кога се одесуваше сега. Не може да дешифрира. Нели некој ако еднаш направи грешка, не правилно стопите. Почитуван колега Јовица Стошич, че ве молам во иднина да не ги делите граѓаните на општина Росома наши и ваши. Кои се тие наши, кои се ваши? Сите сме жители на општина Росома. Само да те подсетам дека ние во јавното комунално предпријатие како претходна власт, тоест локална власт, 8 години не вработивме лица. Сите тие лица ги затекнавме. Тоа лице ще го именувате, добре преиспитайте се од кој редови дојде. Добре преиспитайте се. А ако го спомнувате лице, е добре да го именувате кој е тоа лице. Во наводници зборување не се сака. Радко и драги Симонови. Благодарам. Точно го кажав и тоа на крај. Се преиспитуваме кој од кој редови дошол. Затоа ни се чудни работите. За да ги придобиете некој, мораме да поделиме на ваша и на наша страна. За да придобиете, обеќате се и се што па дури му обеќавте дека ќе шетат ни селото слободно и затоа се сменија на ваша страна. Истото и сега се дешава, на некој нешто му обеќано што поминал на другата страна. Ние сме поделени на наши и ваши. Не знам зошто Па 2 вработувања имавте направено во комуналното. Човек во Кавадарци запосливте и
братушидот на градоначалникот го запосливте во комуналното. Стручни лица 2. И уште тие што ги придобивте на ваша страна, од наша, вработување за мерак и работници прва класа. Па не ви е срам да зборувате за работници и за стручни лица. Ви се молам, немајте. Ја растуривте работата на комуналното. Ја растуривте работата со таквите вработување ваши. И не дозволувате да влезат правите работници да си ја бркаат својата работа. Не знам зошто сте толку против да влезат некои нови на работа. Нека видат и од вашите редови, од вашите партии. Ќе се договараме потоа. Никој не бега од договарање. Не рековме дека мора да бидат од СДСМ. Да. Никој не остана на никој не му остана загрозен на работното место од кога дојде СДСМ на власт, нит во комунално, нит во општина, нигде. И не знам зошто цело време напаѓаме. И има загрозени. Може би. Не е проблем. Благодарам. Јас не мислев да коментирам уопште, али нека ми појаснат кои се тие ваши, наши, нивни, туѓи, не туѓи. Кои се тие? Нели се сите граѓани на општина Росма? Како не се? Значи нема ваши наши. Сите се наши. Јас уште почеток реков. Значи нема загрозување, не загрозување. Јовица, со твојата изјава ме тераш да се поразмислам поинаку. Значи исто постапујте деме како што кажувате дека другите постапуваат. Бидете поразлични, нели? Да загрозуеме на некој место заради нешто нема да загрозуеме. Да, че вработиме. И треба да се вработат. Треба да биде само по-квалитетно. И небитно кои се наши или ваши. Мои или твои. Сите се наши. Ако Јованче или ти сте, ви сте политичари, ти сте воа или ноа, граѓаните не се. Они се денеска за вие, утре се за ние. И порано биле повеќе за Стојанчо, не биле за Бранко, сега се за Бранко повеќе, па не се за Стојанчо. Значи тие се наши. Не смееме да ги делиме ни граѓаните на ваши наши. Ваши наши се за избори. Мислите тогаш, сме наши или ваши. После избори, сите сме наши. Сите сме за ваа општина. И сите сме граѓани на ваа општина. Не може да ги делиме на луѓето, јовица, извини. Не, да кажам само вака, во последните години, например, до еври 2014 беа вработени 2 лица по договор на општина Росома со општина Кавадарци. Од тие, едниот се префрли во комунално Каварци, значи еден од Росома оди во општина Каварци, тој на платен список на општина на комунално Росома. После во 2016 се вработеше едно лице, значи има 3 вработувања. Сега со договорот што е потпишан меѓу за општинска соработка меѓу општина Каварци и општина Росоман, треба во комунално Каварци доди уште едно вработено лице од комунално Росоман. Значи имало вработувања и сега овој план за вработување со цел да има вработување ако има услови за финансиски средства за плата за нив, за да се извршува работа како што треба во комунално Росоман. Отстрана може да се гледа како и што е, ама тешко е, например, немаш 6 здрави работници и да направиш екипа да се собира сметот од правни физичките лица на време. Треба да се коси, ќе се коси Росован пред Дуовден. Така е, се искоси со Средни Сирково пред Серската слава Ѓурѓевден. Не можеме секаде да стигнеме. Наредните месеци кога ќе дојдат другите празници и во другите села од општина Росоман ќе има акција од комунално претпријатие. Со моменталниот кадар на вработени пак добро функционира комуналното претпријатие. Може, например, секој да си кажува што сака и финансиски добро стоиме и извршуваме работните задачи одолку што можеме. Дури вон тие што се основна дејност на комуналното претпријатие. Основна дејност вода и канализација. Имаме и други активности што се трудиме да ги завршиме како што треба. Тоа имам да кажам. Благодарам. На пропусти што има да пропусти Така е.
Значи, моята реплика е кон колегата Јовица Стошич. Јасно видоа граѓаните кои ги дели на наши и на ваши. Значи, ВМРО на власт кога дојде, тоест изминатите 8 години, не е избрка ни едно лице од ни една институција. Ни една институција. Значи, според мене, наши се жители од општина Росоман, а не наши се жители од општина Кавадарци. И вие отидовте до крајност, не именувам во која институција, самите ќе се препознаете, и избркавте наш човек, донесовте туж човек од туѓа општина, и тоест вработено во твоето село, каде што ти треба да ги застапуваш интересите на твоите граѓани од твоето село. И сега ти ми кажуваш наши и ваши. Значи, наши се жителите од општина Росоман, а не наши се жители од друга општина, тоест од општина Кавадарци. Благодарам. Колега, за наши и ваши, ние сме тие што ги сближуваме сите заедно. А ваши имаше во претходните 10 години. Ако ги погледаме списковите со еднакратна парична помош, ќе видиме кои беа ваши, кои беа наши, кои се наоѓаат на тие спискови. Дали некој од нашите можеше да влезе кај вашите во канцеларија, како вие сега што се шедате во општина и сега да ни издржавате? Не сме ние тие што го делиме народот, ние сме што го сближуваме народот. Од вас беше поделен народот 10 години на наши и на ваши. Разберите го еднаш фактот. Дали јас сум гласал против некој да си оди од работното место од моето село? Па колега, и ти изгледа гласаше. Кога дојде претходниот градоначелник на власт, јас си отидов од работа. Јас бев тој што бев избркан од комунално предпријатие. По мене беше избркан и шоферот Несторов Скетане. Не знам дали се сеќате на тоа, господи. Или брго го заборавате тоа. Лично јас напуштив од комуналното под притисок од градоначалникот и компанија. Напушти и шоферот. 3 години на работно место бе во комуналното и напушти. И сега вие ќе кажете, јас сум избркал некој или градоначалникот е избркал некој. И јас ги делам луѓето. Кој е поделен? Се осеќаш ли ти како поделен во оваа општина кога дојдеш, а плюс и граѓаните дали се осеќаат како поделени сега во моментов, како што беа претходно поделени? Привилегирани луѓе можеа да влезат таму во канцеларија кај градоначалникот, останатите можеа да чекат дури и наклоци да летат по скалите надолу. Тоа се случуваше во претходниот мандат. И тогаш народот не го делевме на наши и ваши, сега Јовица го дели на наши и ваши. Сетите се што се дешаваше во претходните 10 години и зошто народот така масовно излезе и ни даде нас поддршка. Цело време играте на картата на народот. Не го делиме ние народот и не го правиме народот слеп. Вие мислевте дека народот е слеп и цело време ни се заканувавте со народот. Секој излегување на говорница на градоначалникот беше вас ќе ви кажат луѓето, ќе ви кажат гласачите на следните избори, ќе видите. Многу лесно си заминавте со тие гласачи. Вие го осетивте тоа луѓето како казнува. И допрва ќе го осеќате да го продолжите вака. Благодарам. Значи, во однос на дискусијата на ВД директорот Васе, Васе, мислам, не држи место сето тоа што го кажавте. Вие не сте во добивка, но ако се вратиме назад и го ставиме оној показател за потрошена електрична енергија која го влечите како опашка во предпријатието, ќе видиме дека вие сте во загуба. Верувајте дека Евана не му простила на никого, па ниту вас. И немој се ја видовме едно влакно, па ајде ќе правиме кадела, Да бидеме начисто. Значи, ви потенцираме и ви укажуваме како треба да работите. Ако не работите, следниот пат ќе побараме и значи ќе поднесеме предлог за изземање на директорот. Да, ми пишеме него како. Да, управниот одбор ќе побараме од управниот одбор да го разреши директорот, ти ќе го разреши. Имало пракса во минатото, така?
еден Блажо Миланов, мислам дека така беше разрешен. Така да немој да мислите дека вие ќе ги форсирате вашите и тука убаво звучите за граѓаните, абе ние нови вработувања вамо таму. Абе не нови вработувања, ефикасна работа. Значи ефикасна работа. Да бе средите ги таму ефикасни нека бидат вработените. Јовица, конкретно за вас. Јас сум против отпуштувањето. Меѓутоа и држење на паразити. Цицачи. Па што треба сега градоначалникот Бранко да држи некој ако е паразит во општината овдека? Пак ќе речеме, постојат механизми и начини како да се провери една стручност на еден вработен. Абе, дај да видиме неделнички колку, денеска што заврши, неделава што заврши, годинава што заврши. Што направи, кој е ефектот од тебе? Те бива или не те бива? Значи, ако го бива, како ќе го избракаме човек? Меѓутоа, ако не го бива и клоцата треба да му се удри, затоа што тој ја оштетува општината. И немојте сега во интерес на гласачите вака, така, да. И што треба сега градоначалник? Дај градоначалник ти чувај ги сите. О, дека бе нека седат, нека се качуваат на столици, нека мешат. Абе, ке се поставите тамо, значи имате начин, имате правилник, знаете вие дека треба да ги оцените, да оцените администрацијата. Ја оценивте ли? Кои оценки ги добија? Дај да видиме, нека се истакни на страната на општина Росоман. Со показатели да видиме кој е успешен, не успешен. Значи, работењето на администрацијата треба да биде јавно. Тие како што гледам уште стариот профил стои на претходниот градоначалник, че мисля тој ќе помине овој мандат и пак ќе се врати тој, ќе оживее. Абе средите си ги некои работи малку, бидете сериозни, да личи ево така. Добро, сакам да кажем и за комуналното. Немојте, значи имате доволно вработени, направите распоред, направите проширување на дејноста. Проширување на дејноста е потребно. Јас знам како, ама не ќе да ви давам идеи сега зошто. Што, директор сум, не сум. Мислите малце. Бидите креативни и после ќе видиме дека ја прошириме денес, таму ќе прошириме морето. На вистина треба да. Сега 5 шпартачи таму ќе стоат, а не може од тој шпартач да стане возач, па ќе возе трактор, што ќе биде. Благодарам. Значи, јас ја давам мојата идеја, конкретно за комуналец. Значи, го храбрувам ВД директорот, наредниот совет да добиеме прераспоредување, внатрешно прераспоредување на работни места. Ево, јавно кажувам од оваа говорница дека ќе дадам подршка за тоа прераспоредување на некои лица. И изминатиот совет кажав дека тие луѓе што го изнесуваат сметот свака час, алално на луѓето, макротрпно се извршуваат својата задача безпрекорно. Но оние што треба да ти дадат показател дека имаме загуби, имаме диви прекочувачи, а ти како менаџер не ги добиваш тие податоци, не ти треба тие лица. Значи има понизок ранг во вашата систематизација. И таката трезвено размислување, тоест менаџерско размислување, че не испровоцираш да ние наредните совети дадеме целосна подршка и за нови вработувања. Значи, те охрабрувам наредниот совет да добиеме внатрешно прераспоредување на работните места. Благодарам. Дали ви друг разбор? Бидејќи никој нема разбор, го започвам предпоследната точка и се представам на гласање. Кој е задавање на согласност на годишниот план за вработување на едно предпријатие за комунална дејност Росума за 2019 година да биде рака? Кој е против? 3 за, 5 против, 1 воздржан. Точка 4. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на водоводна линија во село Свирково за зафаќање вода по природен пат. Отворен претрес по оваа точка. Дали некој има разбор? Бидејќи никој не бара
примедно барање. Позитивно. Нема луѓе процесот на живење да работи има секакви моменти. Океј, ајде пријатно. Чао. Почитувани колеги советници, како председател на Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и минувања од одржаната седница на 24.4.2018 година ви го доловувам следниот извештај. На комисијата присуствуваа 4 членови, беше присутен и градоначалникот, каде што воглавно се дискутира две точки, каде што во првата точка имаше именување на членови за управен одбор на јавното предпријатие за комунални дејности и втората точка беше за надзорен одбор за истото јавното предпријатие за комунални дејности. Во првата точка предлог решение за именување на членови на управниот одбор за јавното предпријатие за комунални дејности Росуман од Росуман по спроведената расправа со 4 за, комисијата зазеде став со кој предлага членовите на управниот одбор како представници на основачот да бидат именувани Петар Миленковиќ од Росуман, Насте Настовски од Росуман, Бобан Апостоловски од Росуман и од редовите на вработените да бидат именувани лицата Горан Филипов и Златко Златевски. Во втората точка предлог решение за именување на членови на надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Росуман од Росуман, односно одборот за контрола на материјално-финансиското работење, јавното предпријатие за комунални дејности Росуман од Росуман, комисијата зазеде став кој предлага за членови на надзорниот одбор да бидат именувани Слободан Печевски, Снежана Јакимова, Милорад Младеновиќ, Сашо Ристов и Иле Цветков од село Трстеник. Исто така и по ова точка со 4 гласа за членовите на комисијата се произнесува, така да комисијата предлага Советот на општина Росуман да донесе заклучок со кој ќе биде усвоен овој извештај во целост. Благодарам. Да, точка по точка. Да. Да, и за управниот и за надзорниот. Имаме едно прашање. Да. Чекај сега што ми беше смислот. Добро, ќе се снајдам, значи. Почитувани, во однос на првата точка, значи сакам да потенцирам овдека за начинот на предлагање. За во иднина предлагам председателот на Советот, кога ќе има ваква точка на предлагање на членови за управни одбори, надзорни одбори и некои други врсти на комисии, да ги информира сите членови на Советот, се со цел да би можеле да се најдат во ситуација да бидат бирани и со една финална фаза на комисија да, односно или во дискусија помеѓу политичките партии, да се дојде до така да речем, до усогласени ставови по овие управни или надзорни одбори. Сега во овој момент ваквиот предлог е даден само од членовите кои се во комисијата. Така да им е ускратено правото на останатите членови на Советот да предлагаат, односно нивните предлози да бидат бирани. Тоа е по однос на оваа точка, сметам дека ќе го прифатите вака предложеното, а во однос на втората точка сакам да прашам, бидејќи овдека е спомената Снежана Јакимова, сакам да прашам дали Снежана Јакимова има некој ангажман во комуналното предпријатие, во смисол на финанси и на други работи. Сега не е тука веде директорот, доколку вие можете да одговорите. Разбираме поради судебни интереси. Поради судебни интереси не може некој да се врши надзор. Не знам. Но тоа е така, значи тогаш треба да биде изземена. Ако има ангажман, значи јас знам дека таа има ангажман, предпоставувам, не знам, него предпоставувам, да не би дошло до некој себе си да се контролира, што го изработува, значи, не држи. Доколку е тоа така, ќе барам, значи, овој член да се иземе од надзорниот одбор и да се предложи нов член.
и доколку немате против да го предложам јас. Да. Добро, сепак како во финансиите се брцка, значи треба да пауза. Ја ставам или да отворим расправа по точката за управниот одбор и да ставам директно на гласање. На гласање, управниот одбор на јавно предпријатие за комунални дејности. Во состав Петар Миленовиќ, Миленковиќ, од Росуман, Насте Настевски од Росуман, Бобан Апостоловски од Росуман и од редовите на вработените да бидат именувани лично Горан Филипов и Златко Златевски. Ве молам кој е за да тренира. Во однос на втората точка, предлог решение за именување членови на надзорниот одбор на јавно предпријатие комунална дејност Росуман од Росуман во состав Бошев Стојан од Росуман, Николов Љупчо од Росуман, Милорад Младеновиќ од Росуман, Сашо Ристов од Росуман и Илен Цветков од Трстен. Кој е за? Едногласно. Трета точка од денешната седница. Предлог извештај на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестација за државната седница на ден 11.5.2018 година. Ова председател да Почитувани граничаници, почитувани колеги советници и почитувани медиуми. Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестација од државната седница на ден 11.5.2018 година предоставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на комисијата, како и градоначалникот на општина Росуман. На седницата на комисијата беше утврдена една точка на дневен ред во однос на која комисијата расправаше согласно нејзините надлежности и во однос на која своите ставови и предлози ги доставува да се одат на општина Росуман на понатамошна постапка. Во однос на точката на дневен ред, предлог програма за одбележување на фестивалот Духовен фест Праскобар 2018 година. По спроведената расправа комисијата со 3 гласа за предложи со да ја донесе програмата за одбележување на фестивалот Духовен фест Праскобар 2018 година во форма како што е доставена со овој извештај. Во прилог програма за одбележување на фестивалот Духовен фест Праскобар, комисијата предлага СОЈ да го усвои овој извештај во целост и ги донесе соодветните акти за одржување на овој фестивал. Ви благодарам. Отворам претрес по основна точка, најден добар збор. Би сакал само да појаснам за да знаете отприлика што се случи, што е се предвидено. Предвидено е се 3 дена активности, од кои најголемите активности ќе бидат во сабота. Поканети се гости од Србија, од Романија, од општина Пландиште и општина Анина и дополнително гости од Македонија. Првата ден е од манифестацијата пречекот и сместувањето на гостите, бидејќи покрај страниците на локалната самоуправа ќе бидат гости и културно-уметнички друштва, претежно млади луѓе. Потребно е да ги сместиме. Начинот на сместување ќе биде соодветно на нивната возраста и нивни врсници, за да може да се сближат, односно да развијат поблизо контакт. Тоа е првата ден. Втората ден е во утринските часови манифестацијата, односно оној символичниот чин Праскобар, кај 8-9 саатот, кога со тој чин практично ќе го означиме ќе означиме бербата на праските, а понатаму ќе продолжи и со турнир во мал фудбал, негде околу 9-10 саатот. На турнирот ќе учествуваат екипи од побратимините општини и уште 2 екипи од тука од кај нас. Тоа се разбира тој турнир од забавен карактер, нема надпреварувачки дух. И после завршетокот на турнирот се предаваат
ордени, односно пехари, плакети и слично. Манифестацијата продолжува во вечерните часови во околу 19 часот. Овој дел се состои од два дела. Едниот дел е настап на културно-уметнички друштва. Ќе настапат културно-уметнички друштва од Србија и од Македонија, колку што знам тука од Росоман, Кочани. Да, ќе дадеме шанса на едно наше младо девече потенцијал за пеење. И ова ќе трае отприлика и од Србија две културно-уметнички друштва. И евентуално во меѓувреме, ако уште нешто евентуално да говориме, а ми се чини дека ова е доволно. И во вториот дел, забавен дел, тоа е претежно за она група на луѓе која преферира забавна музика. Таа ќе се состои од настап на нашата група со 2-3 numeri. Потоа договараме средба со едно афирмирано познато музичко лице од Македонија. И во последниот дел на младите ќе ги забавува двајца-тројца диџеи, познати афирмирани диџеи. Како помошник аниматор го побаравме и Душан Стефанов од Galaxy Radio. Отприлика тоа би било тоа, бидејќи во недела е ден кога чекаме гостија и гостите од страна треба да си заминат, затоа и во недела не се предвидени други активности. Буџетот ми се чини Ристо го висината ја кажа, да. Благодарам се. Дали е прво разбор? Околу овој забавниот дел, нели како што кажавте во последното излагање, беше спомнато, значи, музичко лице, некое не спомнавте по име. Сметам со оглед на застапеноста од морална гледна точка и од, нели, ако се работи за тоа лице, сметам дека нумерите не му се својствени за овој настан. Таму има низа вулгаризми, ако мислите за Сладкар, така да би препорачал да размислите дали воопшто треба да се донеси, а како резултат на тоа, за неговото застапување таму од еден сад, да му дадеме простор и можност на овие млади ентузијасти кои што сака да се докажа со својата музика. Значи, од општина Росоман за општина Росоман. Тие се 6, ќе донесат по 15 другарчиња, ќе бидат 90, значи една убава гледка на лица кои што присуствуваат, а сигурно јас ќе бидам 91-иот, и затоа да го тргнеме тој трошок како трошок, на децата да не му набиваме вулгаризми, бидејќи јас знам која популација на деца на возраст ќе отиде таму, него малку да слушнат нели југословенска музика, малку македонска музика, забавна, малку македонска народна, и така да ќе бидат потполно задоволни. Ги гледам дечките овде во Еригон, прават добра забава, сметам дека нема да биде погрешен мојот предлог. Да го предлагам да го изземеме тој музичар, а да го надополниме со оваа музичка група и да му дадеме простор од барем најмалку 1 час. Наистина е проблематично да се разговара, бидејќи се во прашање вкусови. Ние тука имаше една поголема група на млади луѓе и ние ги контактиравме и сепак, бидејќи се работи за група на луѓе кои што треба да се забавуваат, а не ние, ги прашаме и консултиравме и тие тука беа едно 30 мина, тие беа што го предложија тоа лице и затоа се одлучивме така. Ние конечно немаме се уште утврдено дали ќе биде тоа. Што се однесе до тоа, финансискиот надоместок на тоа лице не би бил голем, бидејќи начинот на кој што го договараме е сосема поинаков, така да во
финансискиот дел тој не би зафатил висока ставка, додека во оној дел што се однесува до нашата група, реков дека даваме шанса да се докажат. Меѓутоа, толкав простор да исполнат, тоа сепак е обврска и не е така проблем. Дополнително што тие негуваат heavy metal или рок, и таа музика исто така е прашање на бројот на луѓето кои што се консуматори на неа. Знам дека постои дилема околу тоа, секој има коментари, ние имаме лошо искуство, тука беше Владо Јанески, па немаше никој, па беше не знам кој, немаше никој, па беше next time, па исто така немаше никој. Тешко е да се погоди, меѓутоа, баш од причина што во моментот ова е најактуелно, затоа и така се одлучи. Се уште не е тоа конечно, се уште не е. Да не забораваме дека приматот е, пак ќе речем, значи, општина Росома не екзистира од граѓаните на општина Росома. Значи, јас сега и ја не дојдов без да ги прашам децата, претходно седнав во Еригон доле и прашав за нивната популарност. Еве, како показател, ќе кажам дека само, како му е музичкото име на представникот Сирко? Макс. На Макс ќе дојда сигурно 20 посетители од Цирко. Нели рековме те next time, другите дошле, јас гарантирам дека овие ќе донесат 100 души. И дека средствата за да ги оправдаме која ќе биде наредната точка, а да му помогнеме фактички на нашите граѓани, ќе биде издржана. Размислете уште еднаш и донесете правилна одлука. Благодарам. Почитуван колега Атанас, јас мислам дека уште е времето на договарање со децата, децата ќе имат доволно време да настапат. Значи, ние имаме до 12 часа да биде тоа забавен дел. Значи, во тие период ќе седиме со нив, ќе видиме со кои други групи ќе бидат тука присутни на таа ден и тогаш се прави програмата кој колку време ќе настапа. Значи, они сами ќе кажат колку време сака да настапат на тој ден. Значи, ќе му биде дозволено, без да правиме повеќе разговори, повеќе да одолжуваме седницата, да ќе му дадеме доволно време за да Не, тоа Атанас, не 2-3, да ќе му дадеме точно време колку они ќе сакат да свират на таа ден. Значи имаме доволно време да бидат да свират. Ова веќе е добро. Тоа претходното 2-3 номери. Добро, јас не сакам градоначалникот така кажа, али програмата ја правиме после тоа. Разбирам, Лазе, ама мораме за да крениме за ова, како и да го значи, мораме да ги застапиме и тие граѓани. Да, време после се прави, можем да кажем. Дали некој друг бара збор? Веќе никој не бара збор, го започнувам претресот по оваа точка и извештајот на Комисијата за образование, култура, спорт и одржување на празници и манифестации го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека Советот едногласно го донесе извештајот на Комисијата за образование, спорт и култура за одржување на Љубовден фест. Како постапна четврта точка, барање на групата Ретурн по предлог на колегата Артур Стојанов. Дали отварам претрес по оваа точка, дали е това збор? Значи, во изминатиот период имавме пракса каде што надворешни лица, физички лица, за изведување на активности за потребата на општина Росома, сега во поднаводници прашање колку те изведувале, меѓутоа во спецификациите што ги добивавме и во решенијата кои што му беа давани, беа дека тие наводно извршиле дадени работи за потребата на општината. И сега не се сомневам ако Мили Илиевски извршил работа и му дал тогашниот градоначалник 6.000, па на некои други да не ги именуваме сега, кои што спецификацијата не ми е при рака овде од нели тие парични средства како се исплаќани. За да можеме да и помогнеме и на музичката група да ретурн во нејзиното барање, но и ние да имаме покритие
значи како совет за донесување на одлуката за финансиска помош за остварување на нивните потреби, предлагам овие 6 лица да ги ангажираме за дадени активности во општината се со цел да овие средства му бидат исплатени на нивните трансакциони сметки, а потоа тие средства да ги пренаменат во реализација на купување на тие инструменти кои му се потребни. Се со цел да и во наредните години, сега разговарав, значи да изведуваат активности, значи во наредните години да изведуваат активности без надокнада при вакви застапување во програми и во други работи. Тоа е мојот предлог. Благодарам. Да се ангажираат со работни активности околу припремањето на денот доходен прасокар. Значи има општината, можете, значи кои активности претходно се спроведувале, тоа е да бидат платени фактички, да. Значи ти од групата да бидат ангажирани, лицата колку се 6. Да се набарањето, да се оглед на тоа дека тие во моментот не се регистрирани и не може да нема трансакционна сметка. Дали некој друг разлог? Повелите. Исцрпни убедувања. Претходно колега данас го критикуваше градоначалникот како не наметнува некоја работа да ја гласаме, а сега вие исто упорно не ја наметнувате некоја работа дека мора да ја поминиме тука на совет, да му помогнеме. Па зошто претходно му дадовте забелешка на градоначалникот кога рече дека треба да вработиме во комуналното или во општина Росом? Тогаш излегуваат одговорници и кажуваат дека градоначалникот сака да не убеди. Сега и мене ми ова некако несвојствено од вас ова понашање. Не даваме помош на комуналното, согласност на комуналното да примеме работници да води хигиената за некоја музичка група сме овде многу упорни. Плюс тоа рековме, таа музичка група не е легитимирана уште. Како ќе пуштиме пари на таа музичка група? Точно, ќе ги ангажираме работа. Значи тоа не е на терет на буџетот, а овие работници што ќе влезат ќе бидат на терет на буџетот. Немојте да се додворуваме вака сега на одредени личности, господ. Сне биле секогаш на иста страна, ама некогаш некои работи измрдуваат од колоси. Мислам дека е неферски ова, несвојствено вака да наметнуваме нешто на буџет. За работници да примеме, не за музички групи да финансираме. Болни луѓе да не финансираме, музички групи да финансираме. Немаме пари за едното, имаме пари за другото. Рековме, ќе му отстапиме место, ќе му биде надокнадено за тоа, никој нема да остане необештетен за извршената работа во општината. Како и досега, што било така и тие ќе си помини. Упорни сте се. Па таа музичка група еднаш има подигнато средства од општина Росуман и не профункционирала. Тоа го има со документ таму кај Радко. Како се исплатени средства? Баш тоа ме интересира, некој треба значи одговорност да сноси како му исплатила, ништо не настанало тоа. Исто и сега ќе извршиме истата грешка, ќе извршиме исплата и пак ништо нема да биде. Значи сега упорно пак сакаме да повториме истата грешка. Еднаш не исплатиле, сега да исплатиме уште еднаш. Или до 3 пати ќе тераме така, ајде па белки еднаш ќе бидне некогаш некоја група. Децата ќе бидат понудени, поканети, ќе учествуваат на оваме и не на оваа манифестација и на многу други, а затоа гарантираме дека општината ќе му се одолжи со нешто. Немојте така да наметнувате некои работи на совет да мора да ги поминеме, да мора да исплатиме некои работи. Секој ќе си добие обештет. Не можеме ние да финансираме во музички групи и во така, ние сме општина. Малку посвесно да биде, немојте сега. Благодарам. Јовица контрадикторен си во своето излагање. Значи, музички групи збориме, не ни треба Слаткар, ни треба диџеј Бабура, диџеј Крмак и тамо кој ти ја знам. Сега, ако не ни треба, значи, или ќе правиме, шо е манифестација, значи. Немојте. Општината е пред се за граѓаните кои што гравитираат во неа. Сушност и за тоа сме ја формирале. Пред се треба да гледаме, значи, на нашите, нам ни треба и забава.
Ако немаме забава, тогаш ще треба да плачиме, да тажиме, да. Не навлегувам ја тоа претходниот пат како значи тие средства биле исплаќени, тоа некој затоа побара ревизија, меѓутоа еве не ја правите, не знам зашто не ја правите. Ревизија секој може да побара. И обичен граѓанин може да поднесе барање за ревизија врз основа на констатирани аргументи. Ама еве вие како општина не ја правите, изгледа сакате да го поштедите човекот, дека. Да, не, добро, но добро, не се ме наведувате на тоа, но сега, значи даваме, ние работно сакаме да ги ангажираме. Значи еве ти кажувам пример дека Миле Илиевски беше работно ангажиран за Миле Илиевски. Ако Миле Илиевски беше ангажиран секој дувден, зошто да не биде Макс, како се вика горе, да не навлегувам, Златко и останатите, можеме ли да ги ангажираме? Предлогот твој е да се плаќаат во буџетот, од буџетот што е наменет за манифестацијата или од буџетот на општина Росово? Вие ке се, значи може и од ние барањето не е наведено од манифестацијата. Манифестацијата ако сакате да оделите средства за оној дел нели каде што ќе настапува. За исполнување на тоа можете да оделите средства, но дел за ангажман, значи имаме ние ни за потребни работи за околу Духовден Праскобер. Сега јас да сум градоначалник, јас знам како, а вие сега. Значи таму имаше 10 како? Поканувам да дојдеш да се учествуваш во организација. Не јас да учествувам. Еве лицата ви ги предлагам тие да учествуваат. Ама и тие ги прифатите да учествуват. Да, и за тоа да нели да им исплатите финансиски средства, а со тоа фактички ние финансиски ќе ги помогнеме, значи затоа што ги ангажираме, ние не бараме фиктивни пари како што претходниот му исплаќаше еден куп таму. Значи, работни обврски, најдете нешто, измислите, нека стави транспарент, тоа, бината ќе помести звучникот, микрофонот и така натаму и така натаму. Ќе пречека некој гостин. Да. Така да. Дали ли би друг разбор? Јас зборам, не забарам, не. Значи, прво, пред да завршиме со седницата, ве поканувам сите советници и граѓани на општина Росома да дојдат на Праскобер Духовден, да присуствуваат на нашата прослава и сите советници заедно да бидеме на оваа прослава. Значи, сите советници во петок да дојдете да ги пречекаме гостите од Србија и од Романија, а може да дојдат и од Турција, затоа не треба да ни обавестат до прва. Затоа сакам сите заедно да учествуваме на оваа прослава. А излагање на господинот Атанас за групата да ангажираме во работни задачи, тоа не можеме. Затоа што Духовден го организира, господине, извини, Духовден го организира комуналното. Значи, за наплаќање на тие средства е комуналното задолжено. Ние таму не можеме да се мешаме во нивните средства. Тоа се средства на комуналното. И ние сега на комуналното да му пуштиме луѓе, дајте, ние ќе ви дајме работници да им дадат пари. Не бива таа работа. Не може. Значи, на групата ќе се регистрира, Атанас, групата ќе се регистрира како друштво, како што ние регистрираме КУД Росман и други друштва во Росман, ќе да поднесат барање, ќе му одобриме средства за тоа што го работат и така тоа оде. Значи, овој не се регистрира, ние му дајме пари. Не бива така таа работа. Значи, КУД Росман представува општина Росман сега да беше во Турција, Сомен виде како КУД Росман го пречекава во Турција, виде како настапија децата, што доби КУД Росман од тоа што беше во Турција? Ама ете го, ти беше со мене. Значи, ние не ни поднесуваме барање да ни дадат пари. А ние бараме за некоја друштво, за некои што не постојат да му дајме пари. Нека се регистрират, нека повелат че им дајме пари. И повеќе не расправи за таа точка. Џабе правиш мама. Значи, мора така да дојде таа работа. Без регистрација ти не може никој да му даеш пари. И благодарам. Јас дадов предлог, ќе го дадеме на гласање и да видиме, ако сте против ја тоа што го дадов, како бидете против, што да речем сега. Да, гласање завршуваме пред ден нас отваја. Заклучувам претрес. За мене беше точка нација. Да. Го заклучувам претресот по оваа точка и се да ја ставам на гласање. Ко
Кој е за барањето да се ангажираат членовите на групата Ретурн и да се платат финансиски да се подкрепат и со тие средства се платат попрема да препрема. Кој е за? 2, 4, 6. Кој е против? Воздржани? Одржано и Гоко. Кој е Гоко се девети? не, јас сум Не гласа. за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за. 7 за и 2 воздржани. Констатирам дека Советот со 7 гласа за и 2 гласа воздржани го усвоила предлогот на Атанас Стојанов да се ангажира членовите на групата Ретур по манифестацијата. Абе, Јовица, Славка ќе дојде ли? Го ангажираш, ќе дојде, ќе му платиш. Да, затегни три транспаренти на општина Велика сума. Со оваа точка може да заврши само. Со оваа точка исцрпен дневниот ред и седницата ја затварам. Благодарам на присуството.